Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат сум на Велешкото кале да го истражам малку и видете што најдов. Како и секаде, затворени тунели, разрушени зидини и скоро и да нема доказ дека тука имало нешто. Ако ништо друго, на сите мои истражувања приметив дека тука нема камен на камен останато. Зборувам за сегашна Македонија, а како одиш нагоре стојат тврдини, замоци, секакви чуда и врагови. Но кај нас немаме камен на камен. И би сакал сите да се запрашаме дали ние имаме право да си ја знаеме вистината и дали треба да трагаме по неа или едноставно да ги прифатиме овие рушевини како некоја приказна која што ни раскажуваат за нашето минато без никакви докази. Па да одиме повеќе да го истражиме овој древен град Велес или така наречена тврдината над Велес, калето, и да видиме дали ќе најдеме некои остатоци од некогаш огромниот преубав град. Еве, тука се наоѓа уште еден влез, затрупан. И зошто мислам дека тука има влезови и дека има внатрешни структури? Затоа што постојат отвори за воздух насекаде низ овој зид, тешко се лоцираат. Меѓутоа, ете ги, можете да ги видите. Да видите дека ова е вентилација за воздух. Значи, видите го, ка не е само дупка, ова е цел тунел кој што оди натаму. Тие сигурно се протекаат до некои внатрешни простории, што значи дека голем дел од овој град бил под земја, само како што гледате влезовите се затрупани. А зидовите се на најдолниот дел од тврдината, а сега одиме горе на платото, каде што би требало да бидат најголемите објекти, згради, тврдини и слично. Како што знаете, порано се градело од камења, па така не би требало толку лесно се да се уништи. Меѓутоа е вложен огромен труд да немаме ништо останато. И пак ќе речам како ние да не ја заслужуваме вистината. Чи влезовите затрупаните беа скроз доле, а сега сум горе на платото. А еве ги првите докази од градби. Оскудни, меѓутоа ги има. Ова се првите остатоци од градби што ги видов. Тука има некоја подземна просторија. Има некој голем камен со одбележја. Кој што понекоја случајно се фрлен доле. Да видиме овој камен одблиску. Не знам уствари дали е камен, дали е некој вид на бетон. Меѓутоа не знам зошто е фрлен доле. Може би представува некој доказ
за некое наше славно минато. А мене и самата просторија ми беше чудна. Че нема скали, нема врати, нема прозори, нема ништо. Не знам зашто се работи, зидане од цигла, не може да биде резервоар. Не знам што е, чудна просторија, долга е 10 метра, длабоко е колку што се гледа, тука околу 3 метра, широка е 1,5 метра, што представувала, не знам, дали од неа се оди надоле, не знам. Меѓутоа и оваа просторија ми е многу чудна. Нема скали, нема прозори, нема врати, нема ништо. А еве видете од воздух за колкав град се работи. Че може да се видат темели од многу градби, од кои што ништо не е останато. Погледнете го само бетонот колку е добар. Се работи за неверојатно цврст бетон. Тука уште еден отвор кој што оди длабоко во земјата, и тоа е премногу мал. Еве уште одам низ урнатините на некогашниот стар град Велес, или тврдината над градот Велес, како сакате наречете ја. И се чудам колку тие ѕидови што се останати се јаки, че прејаки се, поврзани се со некој вид на бетон, кој што е многу цврст. Значи, јас таков бетон нема видено. Јас сум иначе градител, обожавам да градам. Така да кога ќе видам нешто дека е јако направено, знам дека е направено да трае многу долго. И ме чуди како е успеано толку да се уништи до таа мера, да нема останато ни еден единствен објект. Значи, ни еден, луѓе, да видиме форма на крововите, нешто, што имало горе на крововите, какви биле тие објекти. Значи, многу прашања имам и многу ме чуди што нема ни еден единствен објект. Има темели ископани од неколку објекти, има отвори во внатрешноста на градот кои што се затрупани, и тоа е тоа. Дали овој град бил цел подземја или е вложен голем напор да се уништи, јас не знам. За тоа бидете сведоци и вие. Колку што гледам јас, толку гледате и вие. Колку што сум јас паметен, може би сте вие уште попаметни. И помогнете ми да дојдам до некој одговор. Зошто нема ни еден единствен објект кој што стои кај се керамидите, кај со што било сето тоа покриено, не знам. Меѓутоа тука наводно постоел огромен град.
Камењата се тука, градбите ги нема. И ете, не знам, но на некој начин нас ни е скратена вистината и ние не треба да ја дознаеме. Зошто не треба да дознаеме, не знам. Меѓутоа, очигледно е дека сме далеку од вистината, затоа што едноставно сите наши стари градови се во камен разрушени. А како одиш од Македонија нагоре, се многу повеќе зачувани, имаат многу повеќе докази за нивните стари градови. Убавина. Како што кажав, јас нешто поконкретно не видов, освен тоа дека мислам дека голем дел од овој град е подземја, дека ова е се шупливо, а дека околу имало само ѕидини и по некои одбрамбени кули. Затоа што ако имало град, нема шанси тој да е волку уништен. Не знам какво оружје треба да употребат, меѓутоа не верувам дека до волку можеле да го уништаат. Ајде да си седнеме малку да си одмориме. Се надевам дека уживате во погледот. Јас уживам. Уживам во оваа прошетка низ овој стар град Велес. Иако пак ќе речам, ништо ни немаат оставено. Камен од камен е уништен. Нема зид повисок од 30 сантима останат внатре во градот. Много чудно, меѓутоа, можеби се крие вистината од нас. Можеби не ја бараме доволно, не знам. Меѓутоа, после тоа видео од пред една недела, кога го најдов тој град што беше цел затрупан, јас почнав се повеќе да гледам на траги, на намерно прикривање на овие наши стари градби. Што се криело тука? Дали поврзаноста со тоа дека сме ние староседелци? Дали во подземјето има некоја технологија? Дали едноставно одскокнува од мејнстрим историјата, не знам. Меѓутоа, повеќе од очигледно е дека сите овие места ни се намерно разрушени. Не може толкав град да нема еден објект останат. Еден единствен објект. Мене ми е тоа чудно. Доколку вас ви е нормално, супер. Мене е таа мистерија, таа потрага ме движи и едноставно мислам дека секој ја заслужува вистината. Јас веќе како средновековен човек си реков шо ми е гајле, ќе си истражувам, ќе барам вистината и ете токму тоа го правам. Се надевам дека и меѓу вас има такви вистинољупци и се надевам дека заедно ќе создадеме некоја синергија и ќе дојдеме до некои одговори. Ето
Така, со ова би го завршил видеото. Како и секогаш на крај, ви се заблагодарувам од срце на поддршката. Да ве потсетам доколку сакате да се претплатите, да ставите лайк на видеото или да станете членови. На сите тие начини ми го помагате каналот Сонцогор да расте. И тоа е тоа. Ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.